Имаме таа чест да го отвориме третиот од серијата 11 семинари и обуки кои се дел од проектот Програма за целосна социализација на децата со посебни потреби во нивните заедници. Овој проект е финансиран од Европската унија, а имплементиран од Фондацијата Аполонија во партнерство со Македонското научно здружение за аутизам. Овој трет настан е наречен Форум за аутизам и предавачи на овој настан се професор доктор Владимир Трајковски и магистар Јасмина Трошанска од нашата партнер организација, односно Македонското научно здружение за аутизам. Веќе ги добивте материјалите, значи во првиот дел од агендата следи пополнувањето на предтестот и веднаш потоа продолжуваме со предавањето на професорот Трајковски за добрите практики за третманот кај аутизмот, биомедицински аба третман по решение за успех. Благодариме и ви посакуваме успешна работа. Колеги од суседството, од бивша Југославија, Грција, така што ќе биде со повеќе личности. Но, ете, се проценивме дека има потреба доста за аутизмот да заокружиме неприказна што не започна колегата доктор Дженки Начи на минатиот месец. И ние денес ќе ја заокружиме на некој начин, потоа другите семинари мислам дека ќе се обработуваат, не мислам туку сигурен сум дека ќе се обработуваат некои други теми, како што е ПЕКС, потоа сензорна интеграција и така натаму. Ќе видите за тоа следните месеци до нова година треба да се заврши. Да не должам многу, јас ќе почнам со она што е денеска. Најави колешката Сармандова. Модели за добри практики и модели на добри практики за третман кај аутизмот и ќе се осврнам поточно на два видови третман. Биомедицинскиот и АБА третманот, бидејќи светските искуства кажуваат, а и нашите скромни искуства, особено моите од биомедицинскиот третман, дека постои надеж за децата и лицата со аутизам, некоја мала надеж постои, кога добро би се склопило во се. Подпредседателката магистар Трошанска ќе ви зборува за клиничките карактеристики и за работа, за видови третман, така да ќе имате прилика да ги запознаете и другите видови на третман. Целта на денешното моје предавање е да се презентира суштината на биомедицинскиот и бихевиоралниот третман на аутизмот. Сосема накусно, нема многу да должам, претпоставам дека сите знаете дека аутистичниот спектар представува ненормален развој во комуникативните вештини на лицата и децата со аутистичен спектар, нарушување во социјалните вештини и проблеми во расудувањето, како и нелигово стереотипно, што често го повторуваме. Стереотипно однесување. Во последните 15 години е сменета парадигмата во однос на аутистичниот спектар и повеќе години, не е тоа психолошка состојба. Веќе видовте со колегата Гиначи дека има доста биолошки нарушувања, што е невро, гастро, имунолошко, метаболно нарушување би додал, што представува резултат на генетската сусцептибилност во интеракција со среденските резултати, со среденските фактори. Значи, потребен е средински инсулт врз една добра генетска основа, за да дојде до манифестацијата клиничка на аутистичен спектар на нарушување. На овој следен слайд, ако е добра резолуцијата и ако може да го видите, јас замолив да го исклучат овој дел од светлото тука пред мене, не таму, позади, тука пред мене, ако ме слушат, че се гледа, да, мислам дека сега е подобро, имунолошки нарушувања, гастроинтестинални, токсиколошки и невролошки. Че го гледате пресекот во средина, тоа би било аутистичен спектар на нарушување, докажано со множство студии, да не речем јадници студии во светот, значи ова не се измислени работи, не се некои приказни за да јас предавам нешто, туку ова се е докажано, а дел од тоа го докажавме и ние, како Македонско научно здружение, како тим, јас, како поединец во мојот докторат. Значи, доста имунолошки и генетски нарушувања ние ги докажавме на наша популација, на наши деца, дека имаат
во нивната крв, имунолошки нарушувања кои што се уште научниците прашуваат дали се причина или последица. Не се знае причинска-последичната поврзаност, дали имунолошките нарушувања доведуваат до клиничката слика или тие откако веќе се појави аутизмот се една клиничка манифестација. Зошто биомедицински и бихевиорален третман? Сигурно ќе прашате. Зошто овој наслов, зошто оваа тема е удобна за денеска? Па, веќе нешто напомнав, многу од децата страдаат од тие коморбидни медицински состојби, зашто јас во Охрид во октомври имавме една конференција на наш материјал, на наши деца, точно по проценти колку страдаат од диареја, колку од констипација, на тој пример кој што го опфативме ние. Треба да се тестира секој дете за медицинските нарушувања, иако не постои еден тест во кој што можете да земете крв и да одредите дека се работи за аутизам. Повеќе диагнозата е со обсервација, клиничка обсервација, повеќе преку тестови, што се ADR, ADOS и така натаму, DSM-5 сега, ICD-10, според Светска здравствена все уште старата, иако постои нова 11-та, нели? Колешката Батамджија не изборуваше пред 2 месеци за тоа, на првиот семинар. Друго, зашто е битен биомедицинскиот третман? Дека тој е основата за еден добар бихевиорален третман. Значи, вие мора да го подготвите детето со биомедицинскиот третман, за да може да потоа одите со бихевиорален и со сите останати видови третмани. Синергистичките ефекти на третманот на однесувањето или бихевиоралниот третман и биомедицинските интервенции секогаш резултираат со успешни резултати, помалку или повеќе. Некогаш родителите очекуваат спектакуларни подобрувања, но и минималните подобрувања се доволни, затоа што аутизмот се уште представува светски проблем, како етиолошки, диагностички, така и тераписки. Зошто постои преклопување меѓу бихевиоралните и биомедицинските интервенции? Па, заради тоа што коморбидните медицински состојби, доколку се јават, а се јавуваат многу често, водат до неуспех, голем неуспех, и тие можат и тоа како да го забават третманот на детето. Не постои еден единствен третман, тоа веројатно го знаете, кој што би можело да функционира кај секој дете подеднакво. Еден третман функционира кај едно дете, кај друго може воопшто да не покаже никакви резултати. И токму тука е енигматичноста кај аутизмот и проблемот за решавање тераписки, затоа што секој дете реагира на одреден третман различно. Некаде подобро, некаде полошо. Секогаш треба да бидете свесни за доколку сте во тимот на третирање, дефектолог, например, или пак педагог, мора да бидете свесни за лековите или додатоците кои што детето ги прима, затоа што тоа секогаш може да влијае на однесувањето. И мора родителите да ви дадат тие податоци. Зошто да овие два третмана рака под рака заедно, например? Па прво, ако детето ви страда од алергии, што често го среќаваме и во нашата популација, јас имам многу често контакт со родители, со деца, доаѓаат кај мене во кабинет, прашувам во анамнезата. Многу често кажуваат дека детето има алергија на полен, на прав, на дерматофагоидес, на било што, на млеко, на јајца, или па некој во фамилијата имал автоимуно нарушување. Значи, тука детето страда од алергии и докажано дека неговата концентрација на час, например, или фокусирање на одреден предмет, да го слуша наставникот, секогаш се проблематизирани кога има алергија. Ако детето страда од гастроинтестинален дистрес синдром, има запек, диареја, тогаш тие деца имаат грчеви во стомакот, имаат болки, кои што не знаат да ги кажат, да се изразат. И заради тоа, често пати родителите и не го препознаваат тоа како така. Болката може да доведе до самоповредувачко однесување, што повторно е предмет на бихевиоралниот третман. Ако имаат имунолошки нарушувања, тогаш се зголемува бројот на инфекции, имаат често инфекции на горно-респираторните патишта, на долните респираторни, воспаленија најразлични, што исто така влијае. И еден најобичен ринофарингитис може да влијае на концентрацијата на детето и затоа имате невнимание и намалена концентрација во текот на часот. Сега зборам особено за настабиците.
Че денешното предавање е претежно за доктори и родители, но и за дел за наставниците, за разлика од на првото кој што не се однесуваше на аутизам, доколку бевте, не знам сега кој бил, кој не бил, од вас гледам некои што беа, се надам дека во висок процент сте биле истите, но денешно е нешто различно од тоа предавање. Така нема да се повтори. Ако биохемиските патишта се компрометирани, а се кај многу од децата со аутизам, тогаш имаме проблеми во невротрансмитерите, невротрансмисијата во мозокот, а и во другите органи може да биде помалку стимулирана или прекумерено стимулирана, што се одразува преку сензориката. Па имаме сензорни проблеми, или хиперакузија, или хипоакузија на децата. Така, решавајќи ги биохемиските патеки, а тоа се решава, например, со метил B12, ќе видиме подоцна, тогаш можеме да ја олесниме работата на колегите кои што се бават психијатри, психолози со овој или понекогаш и дефектолози, ако се обучени за бихевиорален третман, да можат да пристапат на детето. Значи, дете кој што не е добро обработено со биомедицински третман, вие џабе го спроведувате бихевиорална терапија. Ако детето страда од дигестивни проблеми, например, неправилно разградена храна, тоа ви го каже и колегата Киначи, и тоа влие, пептидуријата, не е добро разградените пептиди, вишокот на казеоморфини, глутеоморфини во крвта, влие на ЦНС и детето има неприлагодено однесување и тоа исто така мора да биде решено. На тој начин децата не добиваат хранливи материи ако немаат добро разградување на протеините, например, до аминокиселини, тоа е физиологијата, и на тој начин нема максимален метаболизам и има проблеми повторно во однесувањето. Видовме од минатото предавање, а и во литературата доста опишано, дека децата со аутизам имаат проблеми во црвиот дроб со детоксикацијата на одредени отрови, токсини и не работат правилно ензимските системи и на тој начин имаме вишок на тешки метали во крвта и во организмот. Се создаваат многу на отрови, има еден зголемен оксидативен стрес, има оксидоредукцијски, согоруваат на еден прост народски начин кажано, клетките согоруваат многу побрзо организмот. Сето тоа, оксидативниот стрес, влие на вниманието повторно на детето на текот на часот или во домашна средина. Јас би сакал да знам сега колку од тука присутните сте доктори по медицина. Дали има такви или нема. Ако нема, тоа ще, за жалење, што да кажам, знам дека поканете се, но бидејќи доста од овие работи се однесуваат и на нив, јас сум во основа доктор по медицина. Во првиот дел од предавањето, биомедицинскиот третман е особено наменет за докторите, што немаат поим за овие работи. И жал ме, ако не ги удостоиле домаќините од Аполонија да дојдат. Но добро. Се надам дека родителите ќе имаат тогаш бенефит од ова и дел од наставниците, иако наставниците многу медицински терминологии не разбираат, нели, бидејќи никош не учеле медицина. Но ете, се обидувам да бидам што да осмавам нивото, нели, на медицински термини. Што представува биомедицински третман? Доаѓаме до едно од клучните прашања за денес. Тоа можеме да го дефинираме како било кој агенс или средство кое што го додаваме ние и влие врз телесната хомеостаза, врз внатрешната средина, да ја оптимизира. Значи да оптимизира pH на крвта, да оптимизира нормално варење, да оптимизира телесна температура, ако сакате. Сето тоа е внатрешна средина или хомеостаза. Во биомедицинскиот третман влегува диета или правилна нутриција искана, нутрициенси и одредени лекови кои што ги користиме. Витамините влегуваат тука, секако ќе ги разгледаме сите подетално. Биомедицинскиот третман ја исклучува АБА, за кој што ќе зборам во вториот дел од предавањето, понатаму го исклучува аудитивниот интеграцијски тренинг, тоа се сосема на името, веројатно Јасмина ќе каже по збор 2 за нив, го исклучува неурофидбекот,
кој што академик Попиорданов е да направи малку реклама на колешката, во Ману ја прави оваа техника, има некои почетни резултати, кај другите проблеми, не кај аутизмот, кај другите развојни проблеми, деца со развојни проблеми. Понатаму, биомедицинскиот третман и тоа како ја подобрува клиничката симптоматологија, веќе во САД има објавување на десетици и десетици, па и стотици, да не речем, деца кои што ја изгубиле диагнозата аутизам. Но не само со биомедицинскиот, да не ме разберете погрешно, туку со сите видови на третман. И не само со бихера, тука влегуваат. Ќе ги спомнем сите, така да треба да се склопат мозаикот на тие коцки, за да можеме да очекуваме некаков успех во третманот. Денес јас само на два ќе се освоим. Понатаму, зошто биомедицинскиот третман би имал ефект? Па, рековме дека генетската предиспозиција е во основата, не само за аутизмот, туку и за алергиите, за автоимуните заболувања, кои што ги има многу, семејната историја, исто така, тука е заплеткана во етиологијата, и биомедицинскиот третман, делувајќи врз подобрување на имунитетот, ќе влие индиректно на аутизмот. Понатаму, даваме средства за ослабен имун систем, за честите инфекции покрај антибиотици, треба да ги третираме и со некои природни средства или пак синтетизирани од фармацевската индустрија. Честото земање на антибиотици може да биде штетно во текот на првата година од животот и затоа биомедицинскиот третман како дополна, како додаток има исклучително високо значење за да антибиотиците не предизвикуваат до разрушување на и уништување на цревната флора во дигестивниот тракт, што се јавува како еден нус, несакан ефект. Колегата Киначи говореше минатиот месец за воспаление на цревата, докажани се тие гастроентерити, дуоденити и така натаму, воспаление на 12-палечното црево, на желудникот и така натаму, на тенките, другите делови од тенките црева. Со тоа имаме пропустливи црева, синдром на пропустливи црева, кој што го нарушува дигестивниот статус на детето и понатаму приказната завршува со невозможност, значи, за екскреција на токсичните метали и акумулација на истите. Што прави по тоа проблеми? Акумулирањето на жиро, кадмиум, по тоа прави проблеми. Покрај диетата и нутритивната терапија, биомедицинскиот третман опфаќа третман на патогените агенси во цревата, стратегии за метилација, подобрување на тој метилацијски циклус, колку ќе разберете понатаму ќе видиме, детоксикација или хелација, засилување на имунитетот, потоа антивирусна терапија, затоа што знаеме дека еден од етиолошките фактори е и вирусната теорија, особено оние слоу вируси, кои што учествуваат како предизвикувачи на аутизмот. И на крај хипербаричната кислородна терапија, која што се уште е недокажана, не е evidence-based medicine, има подобрување, јас верувам, но немаме научни докази дека на големи серии на пациенти дека на вистина има некој силен поголем ефект. На овој слайд можеме да го видиме од прилика она се што ќе го кажувам и што нешто кажа до сега. Значи, гледаме дека, например, супернутерат и супервитамини, диметилглицин, триметилглицин влијаат на говорот, на способноста за учењето, на социјалните вештини на децата. Пробиотиците во цревата, значи, ги решаваат проблемите во тенките црева, со габите, со бактериите, знаеме, често децата ако се изолира да се даде фецес, имаат клостридиум на својот фецес. Затоа сега со една колешка од микробиологија разговаравме да направиме некој проект, ако можеме да биде бесплатно за родителите, например, докажување на кандида, на клостридиум, на хелминти, често имаат паразити цревни, да ги изолираме, да видиме и да преземе тераписки мерки против тоа. Многу од колегите доктори не го знаат тоа. Па и родителите, ако не следат интернет, ако не читат литература, од кај би го знаело дека
децата често пати имаат или кандида, или хелминти, или пак имаат други паразити во нивниот цревен тракт. А тоа особено влие на нивното однесување на децата. Тие фактори доведуваат до синдромот на пропустливи црева и понатаму се откочува тој циркулус вициозус, порочен круг на несакани работи и целото тоа само повредување, агресија кон другите, тоа не е психолошки елемент. Тоа е органски, тоа е метаболен проблем, кој што мора директно на него да се делува и ќе видите потоа како може да има ефект од тоа. Например, нарушувањето на спиењето ќе дадеме мелатонин, или ќе дадеме таурин, ќе дадеме гама-аминобутирон и така натаму, да не се задължам повеќе на овој слайд. Одиме сега поред, вака малку по сега беше вовед, општо, значи да ве воедам определението, сега по-специфично, по слайд до 2 за секоја од овие работи што до сега ги кажав. И конкретни, нели, тераписки мерки за родителите. Форумот ова е предвиден како форум за родители пред се така, кога го договаравме со господината Сарамандова, така беше договорено, значи форум за родители. Претежно да бидат родители и по некој професионалец, нели, педагог, дефектолог и доктор пред се по медицина. Третманот на гастроинтестиналниот тракт. Пред се, за да можеме да очекуваме резултати, ние мораме да се бориме против воспаленијата, против инфламацијата во ГИТ, односно во гастроинтестиналниот тракт. Првично, одиме на диета.